На фронтот немаме големи раздвижувања, тоест имаме постојано боеви дејства, но немаме големи раздвижувања. Овде ќе покажам сега сликата кај што прикажувам што се случува на фронтот. Минатата недела имавме еден голем удар од ВСУ, од воените сили на Украина. Имавме удар врз Москва. Значи, украинците испратија не официјално колку, но се зборува дека испратија околу 1000 дрона кон Москва. И имаше и минимум 12 жртви, имаше повредени. Беа пријавени за повредени жртви. Повредени луѓе, минимум 12, а со оглед на повредите сигурно имало и повеќе повредени, може би имало жртви за кои што немаме повеќе информации. Овде во левиот агол гледаме каде беа нанесени ударите. Овде се отсликани двата аеродромот во Крипово, во Домодедовски и во Жуповски, каде што има и противвоздушна одбрана. И сепак овде се обележени каде се попаднаа дроновите. За тоа е во така нареченото Подмосковието, а овде се обележени каде имаме и колку жртви. Че овде имаме 12 ранени во Москва, овде имаме 2 погинати, овде еден погинати. Чи ова е карта која што беше ставена, ја се најде по Телеграм каналите и тоа што беа представени дадени каде се случило нападите врз Москва. Значи, во последно време имаме се позачестени и удари кои што се продират се повнатре во руска територија. Украинците поседуваат очигледно се повеќе и повеќе дронови. Тие произведуваат и нивна неразработена ракета која што е далекобојна, која што е Белоградост, Фламинго, кој што е исклучливо, чисто од нивна разработка, но се јавува дека работите на други ракети, дека има и други правоверни ракети, кои што не само балистички, правоверни ракети кои што може да достигнат до Москва. Тоест има ракети кои што имаат дострел радиус од до 500 км. Ова беше една од поголемите, но значен напад, бидејќи беше врз Москва. Досега немавме напад врз Москва, тоест имавме, но истите беа задржани, а сега украинците успеа во Москва да нанесат на неколку места порази. Ова е Москва. На фронтот имаме една, така да се каже, една линија која што тешко се придвижува на исток и на запад. Тоест имаме едно надпреварување, едно надмудрување, една со дронови. На фронтот имаме една ничија територија, така наречена, која што достигнува некои 20 км, каде што ништо не може да протне, бидејќи постојано се набилува и се напаѓа со дронови. Тоест во таа територија, во таа така наречена ничија земја, не е дури можно да се направат некои придвижувања. Затоа имаме, понекогаш ги гледаме како русите ги користат тие мали групи, високопроводни мотори, мали групи како се обидуваат да направат некои подори на
на фронтот. Некогаш преуспешни, но цело тоа е повезано со многу жртви. На фронтот нема многу воздушување, што кажав, се забележуваат боевите околу Суџа, од северниот дел, околу Харков имаме зачестени боеви. Потоа се јава дека и на јужниот дел, на кај Херсон и кај Војрог и Запорошката област и на јужниот дел имаме исто така војни активности. Да не заборам како одговор на ударот на украинците врз Москва, русите нанесоа исто така еден голем удар и овде гледате дронови, така да тие нанесоа најмногу нанесоа удари во Одеса, во Николаев, како викат украинците, или Николаев, како викат русите. Многу дронови околу Киев испратија и по руски извори тие целија на војни заводи или војни производства, но бележи забот, тоест индустријски. Значи, на фронтот имаме зачистени војни действија, на југот на Донбаската регион, неколку битки околу Херсон, како што кажа на фронтот немаме некој напад на десно. Не е ни возможно, како што кажав, за согледно тоа што има дронови од двете страни, кои што постојано се наблюдува таа територија. И што би можело да се каже? Би можело да се каже дека едно е сигурно дека и русите и украинците, тоест тоа е еден руски свет, така да речеме, тоа се едни блиски народи, братски народи, активно работат на стратегијата да се убива православно и словенско население. Тоест, тоа се Словени, и од двете страни на фронтот имаме Словени, православни Словени, кои што меѓусебно се убиваат. Зошто се убиваат, дали цело тоа има причина, дали цело тоа има некаква цел, не би можел да кажам, но очигледно тоа е една стара позната или што Пшежински работени тема, дека наредниот зафат треба да биде уништувањето на православната цивилизација, тоест на православните Словени. Нешто на кое што во моментот гледаме дека нашите братски народи, нашите пријатели од Русија, од Украина, неуморно и доста успешно работат на тоа. Досега имаме неколку минимум околу 2 милиони жртви од двете страни. Минатата недела на интервју за кој што имав емисија на Јулија Мандел, кажа дека во Украина се останат помалку 25 милиони жртви. Претходно 40 се останат помалку од 25 милиони, од кои што 11 милиони се пензионери. Тоест, имаме една тешко одржлива демографска ситуација во Украина, која што би можела во поствојна Украина да држи тоа. Значи, пак да кажем, имаме една активна и доста успешна операција на православните Словени во Украина и во Русија да се во себе уништат. Освен на фронтот, на фронтот, минатиот период имавме неколку прелети, тоест што прават украинците за пообстанување. Тие напаѓаат горе во северните делови, околу Санкт Петербург, во нафтените рафинерии таму и во нафтените токови, каде што може да се препраќа нафтата, каде што може да се префрла на парни бродови. Имаме напади од украински дронови кои што поминуваат преку Балтичката држави, Летонија, Латвија, Естонија и од нагоре и убиваат. Тоест имаме прелетување на украински дронови над тие територии. Имаше неколку слободни дронови над Латвија. По резултат на тоа
падне и водата во Латвија. Во моментот имате криза во Латвија по резултат на тоа прашање. Мислам дека и во наредниот период тоа ќе биде исто така големо прашање, важно прашање, тоа е за употребата на воздушниот простор на балтичките држави, на Пробалтика, Русија вика на Пробалтика, на Побалтичкиот регион, Балтичките држави, бидејќи тоа се НАТО држави. Таму ако има прелетување, ако има таму инциденти, тоа може да доведе и до конфликти, тоест до можни директни конфликти со НАТО, значи во тие држави. Друг пат ќе направиме тема, но таму во близина, таму и Калининград, Кенигсберг, таму е руската енклава, која што ракети, кои што се стационирани многу ракети, кои што имаат дометност. Паралелно со тоа во Тернови се отвара и Приднестровското прашање, тоест Молдавското прашање. Полека и Молдавија станува една тема во преговорите. Тоест во Приднестровското област излегува по западни медиуми доста дека во Приднестровието Русија дели пасоши, тоест руски државјанство, дели на населението, бидејќи тоа население таму пак е руско население което е руско. И во последно време, значи западните медиуми велат дека премногу дека веќе се дават пасоши на сите во Приднестровието, кои што очигледно говори за тоа дека во наредниот период можно да има и активирање на темата Молдавија, тоест минатото гледавме некои разбужувања односно околу изборите, каде што имаме, каде што Маја Санду имаше победа на изборите на малку контроверзен начин. И имаше некои изјави Маја Санду дека можеше би Молдавија сака да принесе, да приспи кон Романија, бидејќи таму има русинство и романско население. Тоест, понова со неколку изречени само да го отворим прашање за Приднестровието, дека тоа станува една актуелна тема која што може да се дојде. Имавме во минатото слухови дека има некои џентлменски договор на Путин со украинците да Приднестровието не се чепка од украинска страна за возврат на тоа, па русите имаат некои повнимателни напади, не уливаат некои граѓански објекти, но тоа се саслика. Што друго имавме овие дни? Председател Путин минатата недела на порадата најави можни примери, за 2 дена потоа да промовира нова руска ракета. Тој промовираше руската ракета Сармат, позната по натовското име Сатан, или ракета која што е наследник на ракетата од СССР, Војвода како од името. Војвода е проектирана од конструкторите во Јушмаш, тоа е фабриката каде што русите ги удари со решникот. Војвода е конструирана таму и Сармат е еден наследник на Војвода. Сармат е на различни места или в различни домети, т.е. до каде може да стигне, Путин најави 35.000 км може да стигне, официјално јавно дека најде 20. Нека да се види Путин дека 35.000 км може да пати. Сармат е ракета која што може да носи атомски боеви, тоест ракета која што се вклопува во атомската триада, во атомската доктрина на Русија и која што може да се употреби за атомски напади на далечни држави, тоест Сармат би можела да достигне до американскиот континент со атомски. Тоест Сармат влегува во атомските. Путин кажа дека Сармат до крајот на годината ќе влезе во серијско производство.
да влезе во серијско производство ракетата сама мора да има минимум 10 проби, не знам повеќе дали може да ги направат, дали ќе бидат успешни. Малку за мене е дискутабилно тоа дали ќе можат да го серијско производство на 30 дена. Го најави дека до крајот на годината сама влегуваат во серијско производство и ќе бидат на вооружување, тоест ќе бидат достапни за руската армија. На пресконференцијата кога тој го објавуваше, кога тој ја промовираше ракетата, на крајот кажа дека до крајот на годината ќе бидат промовирани и две други ракети. Првата е Посейдон, подводна ракета, која што исто така може да носи нуклеарни бомби и може да биде исполнувана од подморници. И втората е Буревесник, тој вика, тоа е таа ракета која што може да голем период времето да врти околу земјата и може да врземе на земјата на било која точка од земјата да нас нанесе удар. Буревесник е малечка нуклеарен полкон, кој што самата себе се наполнува со тој полкон и затоа тоа може да достигне до насекаде во тоа. Колку тоа ја прави ујазвима и да може да се пресретнат различни ПВО, според мен мислам нема да биде голем предизвик да се пресретнат. Сигурно нема да биде хиперзвук. Гледаме едно атомско вооружување. Гледаме дека русите произведуваат и пуштат во производство ракети кои што може да носат атомско оружје. Дали цело тоа и што цело тоа значи, јас не сум многу голем, бидејќи знаете што значи атомско оружје, знаете што значи употреба на атомско оружје, тоа значи ако не крај, тоест привршување на нашите цивилизации, освен ударот со атомски бомби, последиците сигурно имате гледани и филмови, и документарни програми дека последиците ќе биде целосно затонување на земјата од таа прашина која што ќе се дигне, ќе се попирува, ќе има латни лета, ќе нема сонце и ќе нема производи за јадење, човек не може да преживува и така натаму. Значи, има представување на атомско оружје или русите очигледно според мене сакаат да дефилират со така наречените вундервафен. И представуваат некои оружје кои што се очигледно тие со вундервафен, тесни оружје кои што може да донесат пресврт во војната и ќе може да донесат победа за нив, но јас не сум баш на тоа мислам дека не е баш тој патот за да се дојде до една до победа и до развој на сопствената цивилизација. Мислам дека русите ќе морат, значи по друг пат ќе правиме време, дека привршува времето за денес, ќе мора тие победите да ги бараат на друг начин. Ќе мора да ја современуваат својата индустрија, ќе мора да ја современуваат својата економија, ќе мора да помислат повеќе на граѓанскиот сектор и ќе мора да најдат своје место во светот, своја индустрија, со свој производ, со своја економија. Победата нема да дојде според мене од Сармат, ниту од Сармат, ниту од Буревесник, ниту од било каква вундервафен. Се надевам малку информации по врска со фронтот, ќе имаме и понатаму и многу теми за Русија, случувањата во Русија. Во Русија се случуваат многу настани во внатре во Русија, во општеството. Имаме спад на рейтингот на Владимир Путин. Имаме доста веќе се повеќе луѓе кои што зборуваат против Путин и против неговата. Имаме спротивставени страни во Русија, имаме и либерални, имаме и представници на војните
на војниот сектор. Имаме доста фирмите за фондот. Зададени се доста. Не заборавајте, ако сакате, ако имате интерес кон теми кои што го засегаат нашето време, нашиот свет, теми кои што не секогаш може да се најдат во медиумите за масова комуникација, абонирајте се за каналот и на тој начин ќе останеме во контакт, како што не би можеле да ги добивате веднаш видеата кои што се објавуваат, бидејќи како што гледам алгоритмот на YouTube не баш ги фаворизира и не баш секогаш избегуваат видеата, тоест не можете случајно да дојдете на видеата, мора да дојдете како или претплатен или по некој линк. За сега толку, поздрав и